Добро вечер на 16 април. Гледате Ноќно студио, вечера посветено на изборните процеси. Минатата недела во Унгарија, оваа недела во Бугарија. Ќе разговараме за тамошните промени кои што ги најавуваат и двете партии и општество кое што во Унгарија регистрираше и еден позитивен изборен тренд на излезноста, додека Бугарија ќе покаже каков ќе биде тој одзив в недела, а знаеме дека во изминатите 5-6 изборни циклуси од 2021 до денес тие се на прагот на речиси секоја година намалување на нивото на одзив кај граѓаните кои што го искористуваат своето гласачко право. Токму на овие теми ќе започнеме со професор Ненад Марковиќ. Благодарам што вечерва сте со нас. Се надевам дека ќе успееме малку да ги доближиме овие теми кои што се важни, не се директно засегнати, но имаат импликации врз нашето општество. Благодарам за поканата пред се разбира дека имаат. Во крајна линија, можеби од една народски кажано и сириџиска позиција, меѓутоа факт е дека во сите тие процеси има нешто да се научи, има некаква нова парадигма. Оно што се случува во Бугарија можеби порелевантно за нас, затоа што ќе видиме каков тип насили ќе дојдат таму, кои ќе сакаат, нема да сакаат да се разговара на овие горливи теми кои нели нас не, овие билатерални проблеми кои ги имаме и кои нас не опфаќаат и кои не засегаат. Така да, со сета почитко до она што се случи во Унгарија, мислам дека она што ќе се случи во Бугарија е многу по детерминирачки за нас, многу повлијателно заради тоа што сепак се работи за држава која е сосед и држава со која веројатно имаме многу за оправање. Да започнеме со Унгарија, па ќе преминеме кон Бугарија, она што се случува во недела. По 16 години промена на власта, Орбан е веќе историја. Новиот премиер со голем број на најави што ќе преземе. Меѓу првите чекори неговото вчерашно прво интервју на државна телевизија беше укинување на цела информативна програма, бидејќи вели дека преку таа програма, преку тие телевизии со години се пласира погрешни информации, дезинформации и практично така обстануваше тој 16 годишен период на Виктор Орбан. Станува збор за изолиран случај или ова беше очекувано некаква демонтажа да се случи на владењето на Орбан? Па, еве вечерва баш бев потсетен на еден факт кој малце го подзаборавив, а тоа е дека 2022 имаше исто така обединета опозиција која не успеа да го сруши Виктор Орбан. Тој направи прилично убедлив резултат во Унгарија тогаш, меѓутоа она што се смени во овие 4 години е веројатно економската ситуација. Она што по сите анализи, по сите релевантни аналитичари кои се бават со прашањето на Унгарија, јас сум далеко од тоа дека сум најквалификуван на темата, меѓутоа следам луѓе кои во прецизно и во длабочина следам Унгарија, велат дека она што се случило е економската ситуација, незината промена, но и паметната стратегија на ТИСА и политичките сили околу ТИСА да го отстапат политичкиот простор на еден играч. Тоа е Петар Маѓар и партијата ТИСА. Сите оние леви либерални сили, умерено десни сили, антиорбановски сили, како сакате наречете ги, во комбинација со оваа економска криза доведе до еден ваков резултат. И она што е би рекол најинтересно во целата ситуација и можеби најиронично е што тој изборен модел на не толку голема разлика во гласови колку што тоа на навидум вака изгледа, доведе до тоа да сега ТИСА го имат во третинското мнозинство. Оној модел кој Орбан го правеше за самиот себе си, му се врати како бумеранг и сега го победи собствената креација на некој начин го победи. Тој мислеше дека преку тој изборен модел ќе владее вечно, така да најголемите грешки политичарите веројатно ги прават од убеденост дека вечно ќе останат на позиција и потоа прават вакви фатални изборни модели или фатални грешки. Изборниот модел дефинитивно испадна дека е за него погубен и резултатот е така како што е. Не се слагам со вашата констатација дека Орбан е историја, мислам дека тој ќе продолжи силно да делува во опозиција. Сепак клиентелата која ќе ја створите во 16 години, пријателите кои ги направите нели на различни страни на политичкиот спектар дома и во странство, се разбира дека ќе ви остануваат и неговата политичка тежина ќе остане. Мислам дека е премногу оптимистичка проценката дека тој туку така ќе се пензионира политички или дека самиот ќе се повлече. Мислам дека ќе продолжи, може да биде дури многу покорозивен како опозиција отколку како власт. Опозицијата нема никакви препреки да биде и порадикална и да користи порадикална реторика и да се наддава по разни прашања во однос на власта. Кога сте на власт сепак мора да бидете малку поумерен и малку поразбран. Кога ја држите власта, така да ќе видиме дали е на вистина историја. Во овој момент не е власт во Унгарија.
прилично длабоко влезе во опозиција, што тоа ќе имплицира дали можеби тој самиот ќе крене раце, дали ќе проба да трансформира партијата, да не Фидеш да добие некаков нов лидер и така натаму, тоа останува да се види. А во однос на Петар Маѓер информативната програма, да, тоа веројатно одразуваше некоја негова фрустрација. Сите овие илиберални режими, како што тоа модерно се нарекува, или како што беше оној на Орбан, кои не практикуваат либерална, туку практикуваат и либерална демократија. Она што уште 93-94 беше лоцирано како модел на илиберална демократија, тоа не почна секако со Унгарија, ниту ќе заврши таму. Одразува една фрустрација на Маѓар кон медиумската сцена, токму тој медиумски грип, медиумски стисок врз општеството е многу силен, што се докаже и со оној обид да се дискредитира Маѓар со наводната книга нели која издаде неговата сопруга. Евидентно еден прилично несрекно завршен брак, во која сепак мојата проценка е дека кога лажете треба да лажете со усул, заради тоа што тоа што го пишува натре на граница на неверојатно. Ќе видиме дали тие шпекулации ќе се потврдат или дали ќе бидат. Меѓутоа евидентно дека унгарскиот народ тоа го види како дел од таа пропагандна машинерија и не падна баш претерано на тие информации дека тој не знам, ставал кучиња во микробранова, доаѓал до алкохолизираниот тепал, да не кажам и други поласцивни нешта кои ги пишува. Да, но тие информации да новиве и во нашите медиуми се ширеа, така што тоа на Орбан таа пропаганда се уште продолжува. Да, продолжува и мислам дека тоа е едно тешење. Мислам тоа се такви работи кои се прилично неверојатни. Мене ми личи на оној многу слично на оној обид да се исценира напад на гасоводот и така на пиар катастрофа која Вучич и Орбан заедно ја доживеа. Мислам дека тоа беше едно толку несмасно и очигледно изведена операција да е тоа срамно. Ова со книгава е веројатно нешто слично. Ајде да оставиме зрно сол дека може би имало некакви проблеми, меѓутоа работите личат толку радикални пропагандистички како извадени од некаква книга, од некаква фикција што јас искрено не сум убеден дека има каква било шанса да е тоа вистина или да е во голем дел вистина. Доставиме времето да покажем Петар Маѓер каков политичар ќе биде. Не мислам дека секојаш најпаметно да почнете со закана кон информативната редакција, која сигурно секако ќе ја смените, секако ќе ја ставите на еден или друг начин по своја контрола или барем ќе ја направите малку понезависна од тоа што претходно била. Меѓутоа, јасно ја одлажува таа фрустрација тој 16-годишен режим на Орбан, кој токму на такви механизми се одржуваше. Тоа е јака медиумска контрола, е вадење вакви приказни за кои зборуваме, одење предалеку во пропагандата. Тука и Орбан исто така се преигра и книгата и нападот на гасовото се дел од таа пиар катастрофа која го задеси едноставно Орбан и која придонесе веројатно да вака убедливо изгуби, а не помогна не Джей Ди Венс претерано. Мислам дека со сето она што се случува во Иран, американската администрација кога ќе застане зад вас веќе не е никаква гаранција дека тоа е некаква помош. Напротив, тоа може би да го одведе уште поголем амбис. Меѓутоа сепак тоа не е фактор кој пресуди ендогените фактори внатрешни во политичката клима, во политичката арена практично во Унгарија и политичката клима која се створи и околу корупцијата, и околу долговото владење, и околу други прашања, сепак на крајот пресуди да резултатот биде ваков, со тоа што Петар Маѓер многу мудро постапи. Јас правам некаква доста бледа, ајде можда малце неубедлива паралела со Коштуница, вие мора да најдете нешто што им е блиско на гласачите, да не им ја смените премногу парадигмата политичка, а истовремено да понудите нешто што е доволно различно па што ќе ги привлече. Петар Маѓер беше таков кандидат. Сепак, сега некој неговата партија ја оценуваат како центристичка, макронијанска, некој велат дека е сепак центар десно, ајде да ги оставиме тие политолошки дебати на страна, независно, произлегува од десницата, ја има таа антимигрантска политика, многу нема циничниот став кон Брисел и субмисивниот стан кон Москва. За разлика, ќе видиме каков став има кон Балканот, успеа веднаш да влезе во конфликт со Вучич, што не значи дека кога ќе ја преземе функцијата тој нема се промени или Да, што не значи дека нема тие позиции да омекнат, стратегиите се различни, како ќе се однесуваат, иако тој нема ниту една причина да кон Вучич биде на кој било начин добар, фин или толерантен, затоа што Вучич активно ја одбра другата страна. Така да јас не гледам некој што активно работел против вас, зашто би требало вие да го народски кажано да го тинтрате на некој начин. Едноставно, но позицијата на кога ќе преземе нели функцијата, тогаш веќе кога ќе морате да седнете на иста маса со сите политичари, малку атмосферата поинаква. Тука ќе дојде сепак до некаква модерација, а дали ќе се копа
по сите тие релации на Орбан со Фицо, со Вучич, можеби тука и во Македонија, тоа веќе останува да видиме. Не сум сигурен дека баш тоа ќе биде првиот приоритет на Петар Маѓар, но не значи дека можеби нема да излагаат на информации кои се непријатни, кои на долг рок може да предизвикуваат потреси, сепак многу повеќе во Србија отколку кај нас претпоставувам. Не верувам дека владата на Мицковски имаше претерано долго време да произведе толку релации со Орбан и толку скандали така натаму и не имаше некаква политичка поддршка. Една логистика сега цела се руши евидентно. Меѓутоа да таа бидеме... поддршка мислите дека е започната откако премиер станува Мицковски? Не, апсолутно не, се разбира дека не. И баш тоа ми беше следната поента, Јовица. Поентата ми беше дека таа е почната евидентно во времето на Груевски, многу јасно, идеолошки многу блиски, не за џабе Груевски избега и побаразил. Некој вела дека има државјанство унгарско, тоа не можеме, тоа можеме само да го шпекулираме, не можеме да го знаеме. И така да не е ништо ново ова што се случи и не знам што е тоа што Петар Маѓар може нас да ни го открие, а не сме го дознале до сега. Сепак денеска информациите брзо патуваат и ние прилично јасно знаевме во времето на Никола Груевски и во времето на социјалдемократската влада и денеска и кои портали ги спонзорира Орбан и каква е таа мрежа, имаше цел органограм на телевизии, портали и така натаму и не гледам што е тука ново. Евидентно на луѓето тоа не им пречи. А ние точно знаевме онаа фамозна фирма Оливери и така натаму, кога се спонзорира и така натаму, затоа што ја не мислам дека се цел тој проект на сите тие портали, телевизии кои зависат од овој политички центар или кои биле зависни од овој политички центар, не можете да ги префрлите на домашно финансирање. Домашно финансирање, зошто? Кога сте на власт многу полесно тоа може да го направите отколку кога сте во опозиција, така. Кога сте во опозиција многу повеќе ви треба еден Орбан и неговата финансиска поддршка и помош отколку кога сте на власт. Кога сте на власт ќе најдете модалитети тоа да го изработите. Тоа не е, јас мислам, претерано тешко во време на дигитални медиуми и така натаму и така натаму. Многу е полесно отколку што било можеби пред 20, 30 или 40 години. Така да ја не гледам дека тука има за мене нешто шокантно или нешто кое би ме вознемирило во таа смисла, но да оставиме денот да не изненади, да оставиме да видиме што би можело тие информации да допре до нас и што би било релевантно за нас, со тоа што повторувам, ситуацијата која е многу невралгична во Србија е многу отворена, условно кажано, многу по-пермисивна за ваков тип на информации, таму можат да направат разлика, за разлика од кај нас, каде што сепак политичката ситуација не е напната, нема некаква политичка тензија значителна, што не значи дека во перспектива истата не може да се створи. Можеби и Маѓар не може да не изненади со информациите кои што ги знаеме, но дали и колку европското обвинителство, кое што пак сега ќе има пристап и Унгарија ќе дозволи да работи, колку тоа може да не изненади, иако ние не сме дел од Европската унија, но имаме еден договор подпишан помеѓу нашето обвинителство и европското, може дел од доказите да се достават во нашата држава, колку тоа може да не изненади. Не сум сигурен дека нашите правосудни органи и обвинителство ќе имаат ниту храброст, ниту одважност да дојдат вакви информации, преземат нешто. Изборот на Ненад Савески покажа дека ништо нема да се промени во Македонија. Првите неколку дена, како што некој кажа првите, тоа не е моја оригинална реченица, првите 48 сати покажаа дека кај нас обвинителството се доживува, па и судството како екстензија на извршната власт. Така да ја не сум сигурен дека дури да има некакви докази, дури да има, не верувам дека тоа би биле против оваа влада, можеби против некои поединци, можеби против луѓе од владата во времето на Груевски, така натаму, не верувам дека тоа би се процесирало. Ако искрено ме прашате, мислам дека повеќе би инклинирани и обвинителството и судовите да тоа се заташки или некако се релативизираат, колку што би имале храброст да отворат случаи против луѓе кои се моментално на власт. Тоа кај нас скоро и да не бино случај, освен да не заборавиме во случајот на претходните два генерални секретари на владата Мухамед Зекир и Драги Рашковски, кога во она што јас го нареков во реал тайм беа отворени обвинителни акти додека таа политичка гарнитура беше на власт. Такво нешто не очекувам да се повтори, дури да дојдат скандалозни информации. Мислам дека обвинителството и судовите кај нас имаат примерно задача тоа да го тргнат на страна за ташката и релативизираат, не да го процесираат. Ние немаме независно обвинителство и немаме независен суд, за да можеме да се надеваме дека било што од тоа ќе биде прифатено, дури и да постојат такви информации. Јас би сакал тоа да обвинителството во време на која било влада, независно дали оваа некоја претходна или некоја идна, да го има тој капацитет кај нас. Очигледно и правната култура е таква, да судската власт и обвинителството се доживуваат како екстензија на извршната власт, да зависат од нив и да се крајно субмисивни. Савевски покажат како тоа изгледа, за жал.
И тоа за многу кратко време и на многу разочарувачки начин. Тоа што има прецизен список на неговите први 7, 8, 10 потези и прилично е јасно на каде оди таа работа. Така да се помириме дека веројатноста да тоа се материализира евентуално ако нема никаква промена на власта, таква за сега се уште нема најава да се случи, дека јас сум крајно скептичен да дојде до таков епилог во Македонија, односно инклинирам кон мислењето дека такво нешто е невозможно. Но премиерот има чувство дека ќе се апсат лица од поранешната владеачка партија, претпоставувам мислеше на Социјалдемократскиот сојуз, барем вчера во изјава тоа го напомена, а инаку кога сме кај доказите, еве еден пример, американската црна листа, доказите секогаш ги гледа Вашингтон од илјадници километри од тука, но ние не знаеме да ги видиме, никогаш не сме ги виделе. Па кога лице ќе се стави на црната листа, потоа ние тука бараме сега каде се доказите, зошто го ставија, па сега ние да покренеме обвинението. Ние се бавиме со релативизација потоа. Се разбира, има и други луѓе од други влади со други политички провиниенции на црна листа, па ништо не им недостасува. Така да тоа е манир на работа на судството и обвинителството, не е тоа нешто што. Така да јас велам, јас сум прилично скептичен дека ќе имаме таков тип на процес, ама доставиме можеби да се изненадиме позитивно. Не сум убеден дека таква нешто е можно. Како стареам веројатно станувам побрутален реалист, базирано на искуствата кои сме ги имале до сега. Ама да видиме што прво ќе стигне, бидејќи да не го потцениме оној пиар ефект на скандализирање на јавноста која можеби ќе дознае работи кои не сака да ги дознае. Иако и тука инклинирам да мислам дека ако ви оправдувате одредена политичка опција, и тоа е манир на однесување па на електоратот кај нас, што год да ви кажат и каква год афера да избие, вие сте склони, ако сте силно инклинирате кон таа опција или силно ја мразите противничката опција, да ги релативизирате тие работи, апсолутно. Зар малку беа доказите против Груевски во бомбите? Човекот освои 20.000 повеќе гласа од опозицијата. Што понатаму да разговараме на таа тема? Ние знаеме во нашите глави тоа да го изрелативизираме во име на некакво поголемо добра и во име често многу на клиентелизам кој е општо прифатени. Ако сме се уградиле во одреден систем, се разбира дека тој систем ќе го браниме, ќе го прифаќаме независно што тој систем може да не ни одговара или и нас лично да ни прави штета. Ако се осеќаме дека сме дел од него и дека сме на победничката страна, не е проблем да релативизираме што годе. Така да немам особено високо мислење за обвинителството и судството, како и многу други и поквалификувани од мене колеги правници од правниот факултет, но немам невисоко мислење за тоа како култура се конформираме и едноставно субмисивно се однесуваме кон политичките центри на МОК само затоа што некако клиентелистички ќе се вградиме или можеби тој страв кон опозицијската партија се негува посилно отколку, не знам, моралот кај одредени индивидуи. Може да се заклучи дека ова можеби е некаков старт на демонтажа на тие либерални демократии во Европа? Премногу ги има, премногу се силни за да има било каков било домино ефект. Друго е прашањето ако веќе 2 или 3 паднат во краток период. Тогаш веќе зборуваме за некаков тренд или за некаква тенденција. Само падот нормално мислам дека не е доволен да заклучиме дека е тоа почеток на падот на концептот на либерална демократија. Фарид Закарија преска не ми текнуваше 93-94 го измисли познатиот аналитичар и политиколог на кој работи на CNN, ваш колега кој води една многу гледана емисија. Он го измисли терминот и либерална демократија. Јас го користев често и во академската дебата. Меѓутоа една ластовичка не прави пролет, така велат. Иако се согласувам дека матрицата која е дадена за тоа како се рушат и либералните режими, што е потребно да се срушат сега, може да се преземе од многу места во обид за рушење, например на Александар Вучич. Меѓутоа тоа подразбира нешто што не сум сигурен дека во Србија опозицијата е спремна да го направи, а тоа е откажување од сите своји мандати, гласови, предавање на еден центар на моќ кој ќе може да излезе и да се бори. Проблемот е што ние не знаеме кој ќе биде српскиот Петар Маѓар. Едно време се шпекулираше со името на Саво Бакич, професорот. Па сега овој ректорот Џокич. Па можеби некои луѓе од студентската листа. Ама нема, па не знам, оној Чута политичарот, нели, од она зелена партија, така натаму, он е многу гласен и прилично би рекол храбар господин, меѓутоа никој од нив не успеа да создаде доволно гравитационо поле политичко за да се каже ете тој е човекот кој му се спротистави на Вучич. Таму за разлика од Унгарија се уште нема Петар Маѓар. Значи, темплейтот е да сите се откажат, темплейтот е да се создаде матрицата по која се работи да сите се обединат леви, либерални, умерено десни, па и радикално десни понекогаш партии,
за да ги препуштат своите гласови на еден човек кој потоа кога ќе го демонтира тој режим, окей, тогаш ќе се договараме што ќе правиме. Тиса и Петар Маѓар имаа многу поструктурирана и многу покохерентна структура од она што во Србија се најавува како некаква опозиција, што пак не значи дека Вучич нема да падне. Не знаеме за колку време, не знаеме кога, меѓутоа и он е тргнат по еден. Сите изборни резултати покажуваат дека оние губи поддршката. И овие локални избори кај што победи 10-0, нормално со сите оние луѓе кои тепаа, со сите бугарски возови, со сите притисоци врз медиуми, мислам тие луѓе се снимени. Овие батинаши кои ги викаат, нели, колоквијално со келави глави и со мотки, и снимено и како полицијата ги брани. Мислам, тоа е една скандалозна ситуација во Србија, безмалку неодржлива, меѓутоа дури во такви услови во сите општини листата на Вучич освои помалку гласови колку што освојувала на претходните избори. Така да ќе видиме, таму е ситуацијата прилично невралгична, човек навистина би бил премногу храбар да дава дефинитивни заклучоци, но матрицата постои. Да видиме дали српската опозиција, студентското движење, различните партии и студентското движење идеолошки хетерогено внатре. Имате од лево либерални струи до кад се српска војска на Косово врати, целој диапазон го имате, сакам да илустрирам дека имате подесни опции, така? Да видиме дали се сите они спремни да застанат под еден барјак, да предадат власта на еден човек и дали таму ќе се изроди фигура која можеби ќе биде некаков нивен Петар Маѓар. Се уште сме далеко од тој процес, но да дозволиме да бидеме изненадени, да дозволиме ситуацијата да се развива, па да видиме, бидејќи оваа ситуација со Вучич на власт е дефинитивно неодржлива и дефинитивно го води српското општество во една агонија. Она што еден познат српски историчар, малку познати по антимакедонски ставови за жал, денеска го каже, е дека дури се осеќа предадени од војската и полицијата во Србија која отворено застанала на страна на мафијата. Оние луѓе со келави глави кои тепаат по изборните места беа заштитувани во овие десетина, во бар 3-4 од овие десетина општини во кои имаше локални избори сега, во полициските станици беа криени по стадиони од страна на полицијата, полицијата директно луѓето кои реагираа против нив ги напаѓаше и ги апсеше. Во такви ситуации не може да стане збор ни за фер избори, не може да стане збор ни за промена на политичка клима, може само да стане збор за жал, за понатамошна поларизација која може да доведе до, за разлика од Македонија 2016 или Унгарија сега, може да доведе до многу порадикална ситуација на можеби и некаква политичка агресија или немили настани кои може да се случат нешто налик 5 октомври 2000-та, иако и кај нас имаше наследство, сепак беше ограничено на собранието, сепак дојде до промена на власт, сепак да не ги предимензионираме настаните кои се случија тогаш, меѓутоа добро да и да не ги подцениме, се разбира. А она што во Србија може да се случи секако многу подраматично ако се продолжи овој тренд на поларизација, ако се продолжи овој тренд на закрвување на народот, таму не постои ништо измеѓу. Од она што јас го знам и по приватни и по службени линии, таму постои луѓе кои веројатно во своите дворови би му подигнале биста на Вучич и она друга струја која сака веројатно да го види во затвор или нешто полошо. Ако зборуваме заедничко за Унгарија, Србија, па еве и Бугарија која што внедела гласа, тоа може би клучот дека и младите колку се важни во целиот тој циклус, бидејќи Унгарија 16 години Виктор Орбан практично без малку до правото на гласостварување тие не виделе нешто поразлично. Зборуваме за нови генерации, колку Србија исто така после падот на настрешницата во Нови Сад изборнуваат протестите. Бугарија повторно имавме протести, влегува во еврозоната, се уште се без буџет, младите се на улица, протести какви што не се паметат со години. Колку се младите клучниот елемент во сето ова? Се разбира дека се и не треба да ги подцениме. И во смисол на создавање на некаква политичка енергија, но и во смисол на гласови, број на гласови. Истражувањата покажуваат, и ова со сигурност го кажувам, дека на пример популистички режими кај младите можат до 2 мандати да владат, до 8 години од прилика. Потоа младите препознаваат демагогијата на овие режими и се вртат против. Многу примери покажале дека тоа се тие некои магични 8 години после кои. Меѓутоа, како поменуваат генерациите, како одиме од тексенијалци кон миленијалци, кон алфа, кон Z, кон алфа и така натаму, доаѓаат се понетрпеливи генерации чии праг на толеранција кон демагогија се намалува. Кои се многу бунтовни и кои имаат краток праг на трпение.
Така да не сум сигурен дека ова не може да биде искористено во каков било контекст против која било политичка елита која покажува слаби економски резултати, слаб прогрес на државата и така натаму. Кај нас не е баш парадигматичен случај, ние сме малце седатизирано општество, малце апатично. Кај нас се уште влада една политичка известност, нема политичка борба субстантивна, резултатот е прилично јасен кај нас и не може да зборуваме се уште за овие фактори, но про футуро веројатно борбата за младите гласачи кај сите партии ќе биде многу важна. Она што е загрижувачки, што овие млади генерации, факт кој можеби не оди во прилог на поумерените партии, оние кои се модерат партии, така, е тоа што младите, поради влијанието на социјалните мрежи, поради брзиот начин на кој живеат и така натаму, не препознаваат умерена политика како валидна. Тоа се генерации кои се нарекуваат допамински генерации. Оние кои прават дум скролинг, кои живеат на некаква димензија на внимание од отприлика или трајање на внимание од отприлика 40 на 45 секунди и ни се што им е умерено не им е привлечно. За да ги стимулирате младите генерации, мора да им го кренете допаминот. И затоа се нарекува новата политика се нарекува допамин политикс. Зошто радикалните партии кај нас кои имаат радикална реторика успеваат кај најмладите и кај најстарите? Кај најстарите заради тој авторитарен импулс кој потекнува од минатиот режим, кој они го препознаваат како близок и како прифатлив, а кај најмладите затоа што успеваат да го кренат допаминот, успеваат радикалната порака да им ја приближат. И мене тоа прилично ме загрижува затоа што младите генерации не препознаваат во ништо што е умерено вредност. Особено што па во Македонија гледам и по моите студенти по сите од помалите генерации со кои комуницирам и формално и во неформални обкружувања, се растени со една идентитетска траума на меѓуетнички односи, на промената на името, барањето од Бугарија и така натаму, што дополнително ја влече целата ситуација во десно ја бутка, условно кажам. Што ќе биде резултатот на тоа? Дали тоа по автоматизам значи поддршка за една или друга партија, тоа не го знаеме. Тоа останува да се види. Бидејќи сепак приоритетите се менуваат, на младите се влија и за гласот кај младите ќе се борат многу партии. Она што до сега е јасно е дека само најрадикалните успеваат. Тоа не е непроменлива состојба. Се зависи од тоа колку млади ќе останат во државата, честно да си кажеме. Ако продолжи овој тренд на иселување, мислам дека дебатата за младите веројатно ќе стане безпредметна. Заради илустрација, ако пред 20 години имало 32.000 матуранти или 32.000 родени, денеска тоа е 3-14.000. Тоа прилично кажува се околу тоа колку млади има и колку млади останале и околу желбата за тоа колку сакаат да останат. Гледав некои статистики, емиграциониот потенцијал е огромен. Одливот на мозоци нема да се спречи скоро. Тоа не може ни една влада во својот еден мандат да го реши. Мораме многу болно и долготрајно да работиме за да спречиме такво нешто. И затоа не знам колку оваа дебата околу младите ќе биде релевантна во смисол на бројност, но во смисол на создавање на некаква политичка енергија и некаква порака од нив, тоа со сигурност е валидна дебата за разгледување. Румен Радев е новиот играч на изборната сцена во Бугарија. По заминувањето од председателското столче одлучува да навлезе како кандидат за премиер. Ужива доверба меѓу жителите на Бугарија, тоа го покажуваат и последните анкети, но прашањето можеби клучно е со кој ќе се остави и дали воопшто ќе се формира некаква стабилна влада во Бугарија, која што пак и по последните изјави од наша страна знае често и министерот за надворешни работи, но и премиерот да потенцираат сега нема стабилна влада во Бугарија, па не може да преговараме, иако можеби прашањето е што би преговарале со Бугарија во тој момент. Нема што да се преговара дефинитивно. Извините, прекинав. Да. Тоа ми беше поентата. Имаме ли што да преговараме и дали ќе се формира стабилна политичка влада во Бугарија? Имаме преговарачка рамка. Таа е поставена. Не сум сигурен дека има начин да се смени. Ајде да не бидам јас оној кој секогаш ги носи лошите вести или да не рече некој дека зазема една или друга политичка страна, зборувам чисто прагматично. Кој е виновен, дали била добра, не била добра, дали тоа било модерирање на прерадикалните бугарски иницијални позиции, не било. Ајде оставиме целата таа дебата на страна. Оно што е фактичка состојба, Јовица, во моментов е дека ние имаме преговарачка рамка која можеме да исполниме и не мораме да исполниме. Имаш два легитимни патишта на акција. Едната е да прифатиш, да почнеш,
и не можеш да добиеш гаранции. И втората е ова што сега го правиме, да се тргнеш на страна и воопшто да не се занимаваш со таа работа. Не го почињаме евроинтегративниот процес. Едноставно ќе се тргнеме на страна, не сакаме да преговараме со Бугарија, не сакаме веќе да попуштаме, не добиваме ништо за возврат. Нашето малцинство не е признато во Бугарија и така натаму. Пресудите од Страсбург не се спроведуваат. Омо Илинден Пирин со една многу бледа аргументација дека се залагале као за сецесионизам од Бугарија не се признава. Добро, има друго признаено македонско здружение, не знам колку е тоа баш покритие за целата оваа работа. Меѓутоа да речеме дека тие аргументи ве тераат кон ова второ сценарио да воопшто оно што се случува сега не се бавите, да го игнорирате проблемот. Да, практично и тоа малце потсека на сведочиме дека апсолутно не е на агендата евроинтеграциите. Зошто медиумите не му веруваат на премиерот кога вели дека нема да го решава проблемот. Јас мислам дека он е многу чесен и отворен и вели дека не сака да се занимава со тоа. Честно од негова страна. Дали е паметно, тоа е друго прашање. Да. Дали времето пак ќе се лажеме дека работи за нас како во случајот на Грција, тоа е друго прашање. Дали личиме на Ној која пика главата во песок е трето прашање. Дали е ферова што не се случува? Не, апсолутно, по ниеден основ. Тоа најдобро го осети минатата влада. Дека е крајно неферова што се случува. Дали може некогаш процесот да биде фер? Не. Се додека сме во асиметрична позиција, процесот никош нема да биде фер. Втората ситуација е да прифатите преговарачката рамка и да продолжите. Она што сакам да го поентираме дека нема трет пат. Менување на преговарачката рамка се додека Бугарија треба да се сложи таа да се смени не е веројатно. Така да тие приказки дека ние ќе промениме, ќе ја модификуваме, па чекај не чини овоно, тоа се приказни за мали деца. Ништо тоа нема да се случи. Јас би сакал да може да се случи, верувајте ми, не сум воопшто циничен кога тоа го кажувам. Зошто да не, ако можеме нешто добро, подобро да добиеме, зошто да не? Не постои начин, не постои политичка волја од страна на Бугарија. Уште ако и Румен Радев стане, а ќе стане важен политички играч, а неговите ставови по македонското прашање се кристално јасни, он произлегува од структурата која е наследена од живковистичкиот период, неговиот корен е во БСП, колку што ми е мене познато, тие беа веројатно најати македонската партија затоа што се директни експоненти на онаа живковистичка политика која не беше никогаш кон нас многу, дури ни во времето на Тито многу, да речем, наклонета. Така да ако и он стане, тогаш јас не верувам дека работите ќе ни се олеснат. Напротив, меѓутоа, вашиот аргумент кој го кажавте стои. Тогаш ќе има стабилна влада, ако таква се формира, ќе видиме што ќе се случи. Радев има некој рейтинг од меѓу 30 и 32%, 7-8 до 10% помалци има ГЕРБ, потоа продолжаваат промените со Асен Василев, и Петко. Па потоа, колку што знам сега само Асен Василев е лидер на ПП. Потоа тука е Возраждане кој ќе влезе и заборавам некако во моментов 5 партии ќе влезат колку што знам, а на партијата на Делјан Пеевски да не заборавиме. И евентуално можеби уште 2 партии, БСП е тука некаде околу изборниот праг од 4% и партијата Меч која за нас е комплетно непозната. За мене е апсолутно непозната. И ако било представена во минатиот парламент, разбрав, едноставно не можеме сите работи да ги следиме и да не бидат во фокус. Некои работи едноставно не бегаат од радарот, но не мислам дека тоа е нешто релевантно за оваа дебата. Кога ќе се формира таа влада, работите нема да не се олеснат, знаејќи ја позицијата на Радев, која секогаш била доста тврда. Што не значи дека не треба да се зафатиме или да се обидеме да направиме напори да овој проблем се надмине. Се разбира дека нас не видете, илузијата дека времето работи за нас, мислам дека повторно влагаме во истата замка. Ако дозволиме уште еден сет на држави да влезат пред нас, тогаш ќе имаш уште повеќе вето играчи кои можат да те уценуваат, иако Европската унија најавува дека можеби овие држави, Албанија и Црна Гора конкретно, би влегле без право на вето. Ајде да видиме за тоа. Тоа бара доста сложена правна процедура за тоа да се овозможи воопшто. И тие држави не се баш толку блиску до влагање колку што ние овде го представуваме. Меѓутоа ако влезат повторно пред нас, тоа ќе биде огромен пораз за нас. Да не се лажеме, ние можеме да си ги лижеме раните, тоа да го релативизираме до бескрај, но тоа ќе биде огромен пораз за нас. И ќе излезе дека трошоците на опортунитет, што не го решаваме спорот со Бугарија или не се обидуваме некако да го меандрираме, условно кажано, или да го насочиме во правилна насока, се многу големи. Трошоците на опортунитет ќе излезат дека се огромни, затоа што евидентно ќе постојат држави кои ќе влезат. Ова е секако некој профутуро сценарио од кој сме далеку. Гледаме дека и за Албанија и за Црна Гора има држави кои се уште имаат задршки, што не значи дека тие политички блокади со време нема да се надминат. Да видиме што ќе се случи. Работите одат натаму да Црна Гора е поверојатниот кандидат, но и Албанија не заостанува многу.
Ако и тие две држави влезат пред нас, тогаш немаме кого да обвиниме, освен нас самите, што не сме се потрудили веројатно доволно да барем се докопаме до економските бенефити на Европската унија и буџетот на предпристапните и потоа пристапните фондови кои таа ги нуди, затоа што еве го спомнавме Орбан само за илустрација, 23-4 тој бил околу 4,5 милијарди во ќар од Европската унија, придонел со само 1,7, а добил 5, нешто, разликата е близу 6, разликата е некаде околу 4,5 до 4,7 милијарди, за човек кој беше крајно циничен и крајно саботерски на моменти се однесуваше кон Европската унија, прилично мудро го прави тоа од позиција на човек кој секогаш ги добива парите на Европската унија, а тврди како таа не чини, а од друга страна ние тоа го правиме од позиција на луѓе кои ниту се внатре, ниту ги користат фондовите. Така да нашиот цинизам е многу неисплатлив. За разлика од неговиот кој беше не само безобразен, туку и многу исплатлив, затоа што тој не престана да ги прима парите. Него на крајот му ги сопреа парите, кога веројатно видоа дека се ги блокираше Европската унија, кога видоа дека се однесува арогантно и дека не е на линија на европските лидери. Независно што можеби таа политика на Брисел веројатно исто така заслужува критики и може да претрпи одредени критики колку се носат мудри одлуки, но Орбан сигурно немаше никаква намера да ги оправа или да им укажува, едноставно виде дека кај унгарскиот народ пали тој некој ине, таа некоја пизма кон Европската унија. Велам од позиција на човек кој користеше огромни фондови од Европската унија, не знам зошто никогаш, ако толку му пречеше, не се охрабри да излезе по примерот на Велика Британија, бидејќи ако сте екстремен суверенист, не гледам која е поентата што барате во некаков сојуз, кој ви ја крши сувереноста, ви ја нарушува, толку многу не се согласувате со неговите вредности, па што барате таму? Тоа е прашањето. Меѓутоа, затоа сметам дека беше најдобрите демагози во Европа. Седите, ја молзите Европската унија, ништо не придонесувате, а истовремено тврдите како таа е најголемото зло и дека сето зло доаѓа од Брисел. Истовремено да не се лажеме, се појавија на документи кои кажуваат дека вие сте апсолутно, дека Сијарто цело време го информирал Лавров за секоја ситница која се случува. Тоа веќе не е шпекулација, не е теорија на заговор, се појавија конкретни докази дека тоа се случува. Така да се прашувам на што почиваше заљубеноста во Орбан, меѓутоа никогаш не е сликата црно-бела, тој беше прагматичен, трансакционен политичар со добри конекции со европските политичари, баш заради тоа што секогаш беше доволно храбар да стави вето на некои работи, не му беше гале за последиците. Тоа кај некои луѓе веројатно го заслужи респектот од неколку европски политичари кои мора константно да му се јавуваат, малце да го одоброволат и така натаму. Односно знаеше многу стратешки да игра со она што е најсилното оружје на малите држави или помалите држави во Европска унија, тоа е правото на вето. И јас мислам дека таа Европска унија, кога се спомна дека можеби ќе се воведе -2, -3 системот, односно да не се носат одлуките со консензус, не знам дали се сеќавате. На Урсула фон дер Лајен и посебно сега го повтори. Први реагира унгарците и Јотова. Се разбира, затоа што малите држави, посебно во однос на донесување на буџет на проширување и други прашања, најмокното оружје е ветото. Меѓутоа, ако продолжи вака да функционира Европската унија и не се покрене кон тие реформи кои сите ги посакуваме, а кои се барем 10 до 15 години далеку, тогаш мислам дека секој популист кој ќе створи антиевропски наратив може на овој начин тоа да го молзи бесконечно како принцип на функционирање. Што можеби во некои ситуации е добро ако треба малку да се прикочи, така? Меѓутоа ако пречесто се случува, значи дека веќе е манирно однесување, не е принципиелно. Него едноставно тоа кај вашата публика функционира и вие тоа го продавате како маниризам политички. Да еднаш, да е за една работа или да е за две работи, окей, ама ако константно имате спротивни ставови и длабински не се согласувате, повторно го поставам прашањето, зошто едноставно не излезете од таков сојуз кој не е принципиелен, лош, кој ете и финансиски ништо не ви помага, еве да бидам циничен и така натаму и така натаму. Има решение за се разбира. Да, интересен е моментот и повторно ќе речам начинот на гласање кој што последниве години се отвара некако таа тема за промена. Сега повторно е актуелно по падот на Виктор Орбан. Колку тоа може да биде за нас гаранција или тие гаранции кои што ги бараме дека да ги реализираме, односно барањето на внесување на бугарите во устав, од друга страна да бидеме сигурни дека Бугарија веќе ќе нема право да ни стави вето на патот кон него. Ја разбирам логиката. Јас исто навивам да можеби повеќе заради функционалноста на Европската унија отколку што ние можеме да се вградиме ефективно во таа приказна, бидејќи тоа правило можеби нема да важи за
имаше некаква информација дека тоа правило би важело за отварање на поглавијата, но дека сепак за финалното примање на нови членки повторно консензусот би важел. Ајде да речеме дека можеби ние нема да се вградиме во таа приказна, меѓутоа за функционирањето на Европска унија, сепак е различно кога на крај треба да го направиш компромисот. Кога веќе имаш некаква политичка добивка. Се согласувам со тоа. Тоа е апсолутно така. Меѓутоа велам, тоа бара промена на фундаменталните договори, на основачките договори на ЕУ. Тоа бара согласност со сите членки. Не сум сигурен Јовица дека помалите членки би се согласиле. Тоа е нивното единствено оружје. Еден искусен политичар со кој соработував долги години ми рече Ненад, види, ако некој верува дека малите држави ќе се откажат вика од ветото и дека тоа ќе биде брзо, тој не разбира елементарно политика. Никогаш не се откажуваш од средството кое ти е најмоќно. Така да јас ја имам таа надеж, ама не мислам дека е реална. Мислам дека е пуста желба. И дури да има некакви можности тоа да се придвижи, ние сме најмалку 10 до 15 години далеку. А тоа се генерации и генерации на изгубени млади луѓе кои поради ситуацијата, лимбо ситуацијата во која се наоѓаме, веројатно ќе решат и да емигрираат. Не само поради лимбо ситуацијата, се разбира дека има низа социоекономски фактори кои придонесуваат до вакво нешто, меѓутоа јасно е дека и тоа придонесува ако не се гледа никаква перспектива, дека државата виси во некаков меѓупростор, нити одиме кон неу, нити се движиме во некаков друг правец. Секое стоење во место е своевиден регрес, така да можеме да заклучиме дека тоа ќе бидат години кои ќе ги изедат термити, така како што тоа колоквијално се кажува во името на еден познат роман. Да не го губиме времето, да се охрабриме, тоа е мојата порака. Тоа значи малце по-ангажирана и поактивна политика кон Бугарија, можда и кон малце отварање на поконструктивна и малку почовечна дебата со бугарските клубови во Македонија, кои во моментов се гледаат како проблем, кои во моментов се гледаат како главни непријатели и пропагатори на Софија. И да е тоа така, не треба да се одбива комуникација, не треба да се одбива инклузивност. Она што е добра вест е што акцијскиот план кој Министерството за надворешни работи го работеше за малцинствата, во кој јас учествував, бев поканет и на моје големо задоволство прифатив. И бугарските клубови беа поканети, може сите своји заложби, сите своји забелешки околу акцијскиот план да го изнесат, и тоа е барем почеток на еден диалог кој понатаму по мене треба да се развива. Не треба да се одбива. Тоа е добар прв чекор да се створи клима каде што малку ќе се намала тензиите. Имав прилика да разговарам со еден од, сега да не го откривам господинот, не би било честно кон него, со овие луѓе кон бугарските клубови, заклучивме дека тензиите се во моментов непотребно кренати, дека треба да се спуштат и дека треба двете страни, и Софија и Скопје, и бугарското малцинство во Македонија, оние 3000 и нешто луѓе кои се попишаа како бугари, да се седне малку поконструктивно да се пристапи на проблемот, на репрошман да се направи, како што тоа се вели нели во политиката, повторно едно отварање на таа тема на начин кој е малку поразличен. Она што мене ме плаши, десницата на Балканот секаде не се однесува на начин на кој сака да ги реши овие проблеми. Зошто? Дали имаме ние во предвид дека во главном политичките кариери на Балканот се направени на билатерални прашања на војни, малцинства, спорови, конфликти, недоразбирања. Значи, маниризмот на кој десницата функционира на Балканот, посебно ако во двете држави имате десни партии. Румен Радев е само формално лев политичар. По своите убедувања, но апсолутно припаѓа многу повеќе по ставовите десно. Посебно националните, во однос на Македонија па дефинитивно. Десницата кога ќе се создаде ваков билатерален проблем, гледа да го молзи додека може. Затоа што овој тип на проблеми кои се идентитетски, кои се осетливи, кои се навредливи, веројатно за обете страни, за нашата дефинитивно, обезбедуваат политички кариери и создаваат политички кариери од тотално символичка територија. И тие кариери траат и вие тој проблем може да го можете. Зошто би го решавале? Вучич пристапи кон решавање на Косово до некаде, Бриселскиот договор и така натаму имплицитно го призна Косово. Ај сега да не се лажеме. До некаде да, меѓутоа дефинитивен епилог нема. Оно што се случи во Бањица, например, покажа дека далеку сме од дефинитивен епилог во однос на косовското прашање. Дали Груевски некогаш пристапи кон решање на прашањето на името? А имаше одлична шанса, 2011. Тоа сите го сведочат. Не. Зошто? Затоа што овие се проблеми кои можете вечно да ги мозите и да се градат бројни политички кариери на ваков тип на сензитивни прашања, чие решавање бара
болни компромиси. Зошто да си ја прекинете политичката кариера како одредени луѓе од минатата влада, со решавање на некаков проблем, независно што вашата држава има некаков бенефит од тоа, кога можете вечно проблемот да го молзите. Не гледам која е поентата да го решавате проблемот. Ама тоа не значи дека е тоа добро за државата. И дека е добро. Тоа дава психолошка сатисфакција и можност за бројни политички кариери во тој десен спектар на политики. Не решава ништо. Ние го знаеме проблемот со Бугарија. Нивниот став, па и нашиот, нема никогаш да биде ист и нема да се разликува. Тие ќе си останат на своите позиции, ние ќе си останеме на своите позиции. Прашањето е како во такава клима да се создадат услови за да се најдеме. Во моментов, бугарските клубови, бугарското малцинство, се подеднакво проектирани како непријатели кај нас, колку што е македонското малцинство и Омо Илинден Пирин во Бугарија. Може би, еден мал реципроцитет надвор од преговарачката рамка во таа смисла, спуштање на тоновите и можноста да оваа влада, например, разговара со владата на Радев околу тие теми, може би да донесе една нова енергија. Тука сепак морам да кажам дека може би сме ние поспремни да разговараме со бугарските клубови во Македонија и да ги спуштиме тензиите и малце почовечно да се однесуваме едни кон други, отколку што е бугарската држава кон Омо Илинден Пирин. И тоа е нешто што малку ме разочарува, затоа што дури ни на тоа некој символично ниво не сум сигурен дека можеме да очекуваме реципроцитет кај нив. Прашањето на Омо Илинден Пирин се доживува како страшно, како да кажам, животно загрозувачко прашање, затоа што руши определени стереотипи и митови, подеднакво колку што непријатните теми кои бугарските клубови овде ги отвараат, рушат па некои наши митови и историски наративи кои овде постојат. Така да не сум сигурен дека не сме заглавени во една пат позиција во оваа смисла, од која нас повеќе ни одговара да излеземе од колку Бугарија. Бугарија е во Европската унија, Бугарија економски напредува, географски има и пристап на море кој ние го немаме, дали исполнува други услови или не исполнува кои денеска нас ни се барат, тоа е сосема ирелевантно. Ирелевантно е во смисол на тоа дека тие се веќе внатре во клубот. И во таа смисла неотварањето и таа пат позиција, односно тој статус кво, ние сме страната на која не ја одговара во суштина. Океј, можеби во моментов не можеме да го поднесеме компромисот, некаков болен компромис кој мора да се направи, можеби не сме спремни како општество, ама тоа не значи во ниеден момент дека тоа ни донесува некаков политички профит или бенефит, напротив, мислам дека само не заглавува подлабоко во калта во која веќе предолго се наоѓаме. Дали треба и спремност од Европската унија, дали преку ноќ очекувам да не примат ако успееме да се одглавиме овој проблем и прифатиме преговарачката рамка, секако дека не. Европските политичари се многу реални во проценката дека никој не може ништо да ви гарантира, тоа е пат, разноразни препреки може да се појават, разноразни незадоволни држави, може и многу непринципиелно да ве држат во тоа некој предворје на политичката на Европската унија, на тој некој политички меѓупростор. Ама од друга страна, нема да знаеме дали ќе успееме ако не се обидеме. Ако однапред сме се откажале, тогаш битката сме изгубиле без борба. На ниеден начин позицијата во која се наоѓаме не ни одговара, на Бугарија е сосема сеедно. И тоа е бруталната реалност со која мора да живееме. Да, бидејќи таа е внатре и таа е која што може да и користи бенефитите, ги користи пристапните фондови, користи сите оние буџетски линии кои може, GDP-то расте. Најсиромашната членка во Европската унија. Тие далеко од тоа дека го решија прашањето на корупцијата или прашањето на клиентелизмот или мислам Бојко Борисов олицетворение на сите тие феномени, да не се лажеме, човекот беше пример со години. Но и стратешката позиција на Бугарија со Црното море. Се разбира дека тука имаше многу геополитика. Геополитиката е новиот критериум за проширување, евидентно е тоа. Така да украинската криза можеби требаше малце да се искористи да бутнеме во овој смер, што не значи дека ќе успеевме 100%, меѓутоа ќе стигневме до некаде. Така да јас не сакам да бидам ни преголем оптимист па на луѓето да им создавам. Мислам, многу е нечесно да се создаваат нереални очекувања дека сега ако ја прифатиме преговарачката рамка, утре се ќе заврши, ама не значи тоа дека не треба овој проблем да го надминеме и да тргнеме понатаму. Моментално сме заглавени на еден билатерален проблем кој има потенцијал да се молзи долго време од обете страни, да се создаде релевантно политичко прашање и да обезбеди многу политички кариери на луѓе кои ќе не замајаваат со вакви символички прашања за тоа каков бил историскиот наратив, чии бил Гоце и така натаму, нешто што е евидентно единствено важно кај нас. Кај нас во моментов можете да мобилизирате некакво социјално движење протест само за идентитетско прашање.
На луѓето не им гајле за усје, на луѓето не им гајле за работнички права, на луѓето не претерано им гајле за законот за високо образование. Значи постои една општа демобилизација, меѓутоа ако се работи за некакви идентитетски наративи, прилично сум сигурен дека може да соберете еден куп луѓе. Идентитетските прашања се важни, осетливи, воопшто немам намера да ги исмеам или да ги потценам. Меѓутоа и овие другите кои ги споменав се подеднакво важни. Дури можеби поважни. Некои од нив дури можеби за животниот стандард на луѓето поважни, некоја символичка територија, тоа е веќе сосема друго. Меѓутоа за она што е животен стандард и некаков прогрес на државата, можеби сигурно поважни. Меѓутоа после Преспанскиот договор веројатно луѓето не се осеќаат подготвени, посебно етничките македонци, веќе да трампаат нешто за нешто, така тој трансакционен момент замина. Се осеќаат измамени дека добивме само половина од пакетот кој ни беше ветен и тоа е веројатно точно. Меѓутоа така изгледа процесот на европска интеграција во асиметрична позиција, не е ниту фер, не е ниту чесен, не е ниту едноставен, ама по друга страна па што во политиката е такво. Веројатно ништо. Како ќе реагираат албанците доколку Албанија како држава пред нас пристапи кон Европската унија? За жал бевме за жал е раздвојувањето што Албанија замина веќе напред, ние останавме да тапкаме во место иако бевме во еден пакет заедно со нив. Како тие би пристапиле на една таква одлука за членство на Албанија пред Македонија во ЕУ? Па јас не знам зошто не би требале да се радуваме. Етничките македонци не се радуваат само од една причина, не би се радувале. Веројатно тој некој страв дека Албанија потоа би ни ставила вето по прашањето на позицијата на албанците во Македонија, каде што можеби би барала нешто над она што е Охридски рамковен договор. Поголем степен на права, поголем степен на инклузија, можеби поголеми јазични права и така натаму, нешто што може и не мора да се случи. Реков од две причини, прво затоа што можеби Албанија воопшто нема да сака да води таква политика уценувачка. Еди Рама до сега бил искрено, под услов да Еди Рама остане, се разбира, лидер, бил прилично, би рекол коректен кон Македонија, не може да му се замери ништо, дури и го исмеваше проблемот кој го имаме со Бугарија, ако се сеќавате, во однос на тоа како Македонија е уценувана во целиот тој процес. Така да, од една страна може да постои добра волја во Албанија да тоа не се случува, а втората работа е што можеби нови земји членки, реков, можеби ќе немаат право на вето. Ајде да видиме. Тоа не го знаеме. Како год. Ајде да размислуваме најпесимистичките можни сценарија, затоа што нас често не се случува. Ако размислуваме во такви, тогаш треба да побрзаме. Или потполно да се откажеме од сонот, да останеме некаква мини Белорусија овде. Сега да не звучам премногу драматично, ама нешто такво. Веројатно по начинот на кој се однесуваме некаква Белосрбија да останеме и да бидеме некаков wingman на Вучич за Косово и за сите други горливи прашања кои ние треба да му го држиме грбот кога тој сака да ги решава, што исто на албанците нема претерано да им се допадне на долг рок, претпоставам ниту на албанските политички елити. Така да се надевам дека ќе извлечеме некаква поука од тоа и дека малку од малку ќе се обидеме с таа ситуација да мрднеме напред. Ако тоа не се случи скоро, мислам дека нема да се случи никогаш. А потоа веројатно албанците од Македонија ќе побараат албанско државјанство за да си осигураат европски пасош. И потоа кој ќе остане со кратки раце? Е прашањето? Етничките македонци, се разбира, повторно. Етничките македонци. Не гледам сценарио кој ние добиваме од моменталната стратегија која имаме. Океј, можеби символичката територија која браниме е поважна за луѓето, јас тоа знам да го почитувам, ама да не се залажуваме во ниеден момент. Јас апсолутно имам респект дека тоа се осетливи прашања кои се дел од идентитетот на етничките македонци или барем добар дел од нив ги доживуваат како такви. Меѓутоа да не се залажуваме барем дека тоа ќе донесе на економски некаков план на прогрес било што во државата. Ова се сценарија во кои ние губиме на тие планови, независно колку сметаме дека таа символичка територија ја штитиме или ја браниме од некого. Се во животот, се во политиката е очигледно некаква трансакција, па ние мораме добро да се пресметаме дали следната трансакција не се исплати. Сега за сега предоминантното политичко мислење дека таква трансакција нема да не се исплати. Да видиме на долг рок дали расположението ќе остане такво или можеби ќе разбереме дека треба да размислиме повторно.
Малку околу политичката идеологија, често во вашите настапи, но и во анализи, велите дека социјалдемократијата треба да се врати на своите идеолошки корени. Што би значило тоа во денешно време? Во контекст на допамен политикс не знам што би значило. Веројатно би значило она што Зохран Мамдани го правеше во Њујорк. Склон сум да мислам дека некаква умерена социјалдемократија нема да функционира. На популизмот на десницата веројатно левицата ќе мора да врати со свој популизам. А тоа е најкратко кажано бесплатно на заштита на оваа маргинализирана група, заштита на онаа маргинализирана група и така натаму и така натаму. Јас не сум љубител, да не ме разберете погрешно, на популистички партии ни од левицата ни од десницата. Мислам дека било кој популизам е базиран на само психолошка сатисфакција на електоратот и ништо реално. Апсолутно. Јас сум сепак од генерациите кои преферираат центар лево и центар десно партии или центристички партии исто така, но никогаш не преферираат популистички партии. Популизмот е полн со демагогија, со нереални ветувања и игра на чувства на луѓето, не нужно подобрувајќи ја нивната ситуација. Некои популистички режими успеваат и тоа да го направат несомнено, меѓутоа многу повеќе се рекламираат дека го прават отколку што го прават. Не сум сигурен дека социјалдемократијата може да одговори со класични социјалдемократски средства. Веројатно ќе мора малце повеќе да се движи во таа сфера на лев популизам, затоа што се покажа, Америка покажа дека на Трамп може да му се спротистави само човек кој е подеднакво популист како него, кој што е Зохран Мамдани. Зохран Мамдани е лев популист. Ке имате бесплатен превоз, бесплатно здравство, бесплатно ова, бесплатно она, до степен да и луѓе од неговата партија му рекоа полека не оди тоа така. Така. Малце го зауздаа, условно кажано. Онаа Кортес исто е на таа линија која е прилично социјалистичка, тоа не на сите американци им се допазна, премногу им мириса на комунизам. Ама јасно е дека Америка е многу хетерогена, има многу групи кои со оваков тип на реторика може да ги купите. Маргинализирани, сиромашни, отепани во економска смисла, земја на големи социјални разлики и на кои може да им се обратите. Да, но и тие гласови че се завршуваат кон тој десен популизам пак. За да ги оттргнете од тој десен популизам, мора да спротиставите лев популизам, во кој ќе им ветите полесен живот, инклузивност и така натаму и така натаму. Не сум сигурен дека инструментариумот на класичната социјалдемократија може ефективно да понуди решение ако не стане популистички. Не ми се допаѓа што морам да го кажам. Воопшто не сум среќен што морам да го кажам. Примерот на Америка покажа такво нешто. Ако воопшто левицата кај нас, се врати, тука сега го не ја партијата левица не ја сметам. Апсолутно мислам дека тотално не одговара името, да се разбереме, зборувам за Социјалдемократскиот сојуз. Ако не отиде малку порадикално лево во економските политики до кои генерално треба да се држи. Заштита на работници, заштита на маргинализирани групи, заштита на жени и така натаму, се теми кои суштина левицата ги доминираше и потоа десницата некако ги киднапира со таа национал-популистичка агенда. Има пат назад, условно има пат назад, има пат кој може социјалдемократијата да го пробие, ако реши да промени својата парадигма. Реков, ова не е време кој е погодно за умерени политички опции. Ова е време кој е погодно само за радикални политички опции кои ветуваат брзо, одма и сега. И кои ги експлоатираат ефективно несигурностите на електоратот. Кога водите, една моја колешка многу луцидно забележа, вика кај нас левицата престана да ги адресира стравовите на луѓето. Успеваат оние луѓе кои ги адресираат стравовите. Треба само да најдете соодветен начин тие стравови да ги адресирате. Тие стравови се секогаш првенствено екзистенцијални. И левицата едно време беше најповикана да ги адресира во времето на фордизмот и големите фабрики, кога имаше големи синдикати и моќни, нешто што веќе го нема на ниеден начин. Така да во таа една промената клима социјалдемократијата мора да се реобмисли себе си ако сака да остане релевантна. Бидејќи гледате што се случи во Унгарија, малтене вие немате левица. И во сите либерални демократи целата ситуација, воглавном целата политичка идеологија и целата атмосфера се влече кон десно. Така да огромни популациони кохорти, условно кажано, одат кон оваа десна политика и потоа вие не можете да им понудите никаква лева опција. Вие мора да им понудите нешто слично кое е доволно различно за да ја го победи претходно. Морате да го најдете својот Петар Маѓар. Кој сепак е десно. Кој сепак е десно.
Еве некои го означуваат како макронистички центар. Не знам сега колку е тоа релевантно, ајде да видиме како ќе владае па да зборуваме пак повторно во овој подкаст. Мислам во оваа емисија да зборуваме за истата тема, бидејќи сега малце и шпекулираме, така во некоја хипотетичка зона се наоѓаме, премногу е рано да видиме какви ќе бидат неговите политики, она што е фикс е дека ќе води антимиграцијска политика. Тоа е она што е исто со Орбан. Да видиме колку по другите прашања ќе се разликува. Да, на крај ќе завршиме со корупцијата и заробените институции. Секоја влада, еве од последната помина веќе 2 години во мај, чина ми јуни кога беше изборот на новата влада, вие велите државата не може да ја реши корупцијата додека самата ја генерира и дека корупцијата е системски проблем поврзан со политичкиот интегритет. Имаме ли воопшто ние политички интегритет? Се надам дека ќе го створиме. Начинот на кој функционираат политичките елити кај нас е се уште предаторијален и екстрактивен. Премногу е рано или премногу е доцна по 35 години држава да зборуваме за политички интегритет? Никогаш не е доцна. Да се создаде независно судство и политички интегритет и да се создадат ефективни механизми кои ќе се борат против корупција. Лаура Ковеси беше еден пример. Катица Јанева втор. Катица Јанева беше вториот неуспешен пример за жал. Многу повеќе Ленче Ристовска беше олицетворение на СЈО, на здравото ткиво во СЈО. Да, но Ленче Ристовска вели јас не можам да работам без ваков систем. Ленче Ристовска се разочара и незиното напуштање на функцијата по мене е огромен пораз за државата. Ја мислам дека дури и луѓето од десницата кои наводно ги прогонуваше многу повеќе цена отколку, ако смеам да кажам, Катица Јанева, па и Фатиме Фетаи. Таа беше олицетворение на тоа здраво ткиво во СЈО и човек кој беше принципиелен. Мене многу луѓе од десницата ми кажувале дека кон незе осеќа стравопочит, почит или стравопочит, како сакате, и веројатно затоа таа беше првата која требаше да биде тргната од сцената. Затоа што имаш интегритет како личност. Што за Катица Јанева не може да се каже, начинот на кој таа заврши за жал е трагичен. Меѓутоа има еден друг пример кој е позитивен, тоа е УСКОК во Хрватска. Значи, кога имате ваков тип на агенција, ваков тип на институција која се бави ефективно со корупција, АПСИ, не дозволува таа да излезе дури кај моментално политичари кои се на власт. Тогаш веќе имате некаква контрола и за некаков степен на интегритет можете да зборувате. Секако дека тој нема никогаш да биде совршен, секако дека тој нема да биде идеален, меѓутоа барем ќе биде некаков почеток. Јас реков и во време на минатата влада, независно како ќе поминат овие случаите Рашковски Зекири, самиот факт дека имало некакви апсиња, некакви случаи во тој период, кој на крај заврши со релативизација со оние фамозни измени на КЗ, многу е битен почеток на еден процес кој можеби следниот пат нема да заврши со измени на КЗ и некои луѓе можеби ќе заминат на место на кое е одредено кога вршите кривични дела. Така, ајде да видиме дали ова влада ќе собере храброст, бидејќи кај нас се разбира дека судството чека сигнал од извршната власт, што да се лажеме сега на вашите гледачи да не им продаваме приказни за мали деца. Судството чека сигнал од извршната власт. Ајде да видиме дали тој сигнал ќе биде даден, можеби за политичари кои во овој состав на владата ќе претераат. Многу е лесно да апсите, мада никогаш не сакам да нормализирам дека извршната власт е таа што треба да апси, така? Затоа постојат обвинителство и судство. Многу е лесно да апсите од претходните гарнитури. Многу е тешко во реал тајм да подигнете обвинување и да пратите некого во затвор. Ајде да видиме дали и тогаш може да зборуваме за политички интегритет. Ајде да видиме дали некоја влада, ова идна, која год, ќе собере храброст да тој процес го истера до крај. Затоа што тоа ќе биде првото показно во знаци на навод убиство, се разбира во овој наводници, политичко убиство кое треба да биде понатаму темплет, односно матрица, за тоа дека не смеете да се бавите со криминал само затоа што сте на власт. Добро, кај нас мотивацијата да дојдете на власт е веројатно да се бавите со вакви екстрактивни шеми, односно она што народски смешно може да се каже крадуцкање, некогаш е баш и крадење, не е баш крадуцкање. Меѓутоа секој да се угради во тој некој корумпиран систем и колку подолго еден илиберален нелиберална елита останува на власт, толку тоа крадуцкање се претвара у крадење, а крадењето се претвара у мега скандали. Затоа што залетот на таа корупција е се поголем. Настрашницата во Нови Сад е само символ на тоа како една, друга, трета корумпирана елита довела до тоа да загинат 16 луѓе, да не се потсетиме кај нас 4 пати по толку загинаа во Кочани.
Да, и тоа за фалсификување на дозвола која што во економија била подплатена за смешни 30.000 денари. Друго ми беше прашањето, сакав во таа насока, која би била појдовната точка за да се започнат тие промени? Избор на нов државен јавен обвинител, кој што во собрание го представува дека е најдобриот избор представник од владата. Кој крахираше во првите 48 сати. Во првите 48 часа или во првиот месец дена, еве, секој трет ден се слика со премиерот. Беше на вечера по повод Великден, беше вчера на настан во Царинска управа, еден до друг седат. Премиерот вчера во изјава пред медиумите вели: имам чувство дека ќе се апсат останати лица припадници од се нормализира судската и јавното обвинителство и судството да бидат екстензија на извршната власт. Директори сведочиме дека по 50.000 евра земале мито. Ете како не се почнува. Вие ме прашавте како се почнува. Ете како не се почнува. Кога судската власт, често зборуваме со колегите што е потребно. Потребна е промена на правната култура кај судската власт и кај обвинителството. Да сватат дека они се посилни од извршната и од законодавната власт. Да разберат дека се сами по себе битни. Да престанат да бидат субмисивни на извршната власт. И не само овие, и претходните, и тие пред нив, и тие пред нив, ама за тие веќе не може да одговараме, можеме само за овие кои се сега. Саевски докажа во првите 2-3 дена дека ништо таа приказна нема да се случи. Не дека некој пред него различно се однесува, да бидеме честни кон аргументот до крај. Меѓутоа јасно е на каде оди работата. Ако јавниот обвинител е екстензија на извршната власт, тогаш извршната власт има само уште еден механизам преку кој може да оценува или политички да влијае. Јас се надевам дека оваа власт нема тоа да го прави, дека ќе го остави Саевски да си ја врши работата и се надевам дека и он ќе покаже малце повеќе интегритет и храброст, ама се сомневам. Маниризмот со кој се однесува кај нас судството и јавното обвинителство, јавните обвинители е прилично субмисивен кон извршната власт и затоа таа екзекутократија не само во смисол на тоа дека влијае на носењето на закони во парламентот, него може да се прошири тезата за екзекутократија и овде. Дека таа влијае и врз судската власт. На начин на кој ако воопшто таа не е припоена со извршната. Имено. Мислам, тоа е она што е многу загрижувачки. Значи промена на правната култура, фундаментална промена на парадигмата во која судството ќе свати дека има независна позиција и дека мора да биде да изгради свој идентитет кој често можеби во фрикција со извршната власт, во некаква, како да речам, во некаква борба со извршната власт, помалку или повеќе конструктивна, некогаш можеби неконструктивна, некогаш можеби директна, тогаш работите ќе се променат. Нешто ми кажува дека тоа скоро нема да го дочекаме затоа што ни една извршна власт не сака да се откаже од услугите на обвинителството. Кочан е евидентно исто така политички насочен процес. Стратегијата која се одбра е прилично јасно зошто е одбрана. Тука нема никакви дилеми што се случува. Така да јас, Јовица, во овој смисол не сум оптимиста. Не сум сигурен дека некоја наредна влада ќе собере храброст да ја смени оваа парадигма, особено што судската власт е секогаш многу силен механизам преку кој вие можете да наметнете својата политичка волја. И кој е секогаш пожелен да го имате под своја контрола. Меѓутоа тоа не води во една бескрајно вртење во круги, бескрајен пекол на како би рекол на немање подолба, здрава подолба на власт и на немање судски систем кој е независен. Бидејќи ние тоа реално го немаме, ниту некогаш сме го имале. Да, тоа се докажа практично и со конкретниот пример со СЈО. Ние формиравме специјално јавно обвинителство, но кога тие предмети стигнаа во суд, знаеме како завршија најголем дел од. И не само тоа, веројатно СЈО на никого и не му одговараше да постои. Остана прашањето зашто еден човек со поголем интегритет од Кати Цанева не беше ставен, тоа е професорот Калеџиев. Сите очекуваа дека тој ќе биде начело на СЈО. Евидентно некој процени дека он можел да биде вистинска закана, затоа што веројатно како професор и човек има поголем интегритет од што имаше Јанева и во последен момент беше условно тргнат од позицијата и на негово место беше ставена Кати Цанева, жена која покажа дека како ефективно се уништува еден проект кој требаше да придонесе или да се донесе правда за одредени случаи, што апсолутно не се случи по ниеден основ. Не сум сигурен дека во тој момент на кого било на политичката сцена му одговараше да постои СЈО. Не верувам дека постои власт која сака независно судство и независни обвинители кои во реал тајм би ги треселе што работат и како работат. Далеку сме ние од тој тип на политички интегритет и политичка култура, за жал.
Последно прашање, 10 години подоцна беше истенирано СЈО? Во кој смисол? Во смисол како да почне, како да заврши. Јас мислам дека да. Во моментот кога сите партии се сложија дека тоа не треба да постои, дека е опасност за која било власт и нивните економски интереси, веројатно беше пуштено низ вода. Не мислам дека имаше партија на која одговараше постоењето на СЈО. Не мислам дека имаше било каква сериозна намера од која било политичка партија да се зајакне СЈО. И многу добро беше isprofilирана КТЦ-а како најслабата карика и мислам дека ја лизна на една прилично ефтина уличарска фора, ако смеам да се изразам малце колоквијално, дури до степен да човек не може да поверува дека се случи тоа, пошто беше јасно дека СЈО не може како проект да преживее, иако и самата поставеност на СЈО во правниот систем беше проблематизирана од почетокот и така натаму, евентуалната пристрасност, ама знаете како важеше во тоа време, ВМРО ДПМН под контрола го има јавното обвинителство, опозицијата го има СЈО, па имаше некаков баланс. Беше во правец на тоа некаков баланс да има, кога работите малку се променија, СЈО едноставно стана она што се вели редундантно или сувишно и мораше на некој начин да биде стана вишок, да се извинам што користам србизми често, стана вишок и мораше да биде елиминирано, се разбира, од сцената. Мене ми личи дека тоа беше договорено и со амин на повеќе политички партии, кешки да грешам. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам за поканата. Професор доктор Ненад Марковиќ беше со нас вечерва во ноќно студио. Останете тука, следува еден разговор за темата која што исто така ја разговаравме со професорот, а тоа се изборите во Бугарија. Следува разговор со мојот колега од Бугарија, новинарот Румен Скрински.